7 вработени во Министерството за одбрана направиле криминал. Парите за синдикалното членување наместо на сметка на независниот синдикат на професионални војници завршиле во касата на Министерството, реагираат синдикалците. Месечната чланарина од 400 професионални војници и сума од околу 120, односно 130.000 денари не им била уплатена за месец декември, а поради тоа пријавили и во обвинителството. Известивме Министерката за труд и социјала и Централниот регистар и Министерството за одбрана дека ќе се случи, се планира наводен криминал. За жал се дозволи тоа, се прогледа низ прсти, успеа тие лица да го направат тоа што го планирале и после 6 месеци го остварија тоа со тоа што ги ставија во заблуда институциите и Министерството и синдикатот и така дојде до ова блокирање со што се спречи синдикалното делување во армијата. Професионалните војници се незадоволни заради недостиг на социјален диалог со министерката Петровска за решавање на нивниот статус. Главно барање се законски измени со цел професионалните војници да имаат можност за пензионирање по принципот на некои НАТО земји, бидејќи во Македонија имало примери каде договорите на определено им се продолжувале и по 25 години. Беше многу тензична средбата, бидејќи ги изнесовме доказите кои што ги имаме добиени како копија од Централниот регистар за криминалот на овие 7 лица. Министерката најверојатно не ги видела и не очекуваше дека најверојатно не беа спремни да одговорат на тоа, нема никаков одговор. Нивните одговори беа дека синдикатот направил нешто незаконски. Од одбрана реагираат дека Наковски формирал паралелен синдикат, па поради тоа немале список на вработени кои се членови и жиро сметка каде да ги испратат парите. Ваквата недоречена ситуација создала несигурност и сомнежи кај службениците чија одговорност е исплаќањето кое се обратиле до двата синдиката, со барање да го потврдат членството. По ова, председателот на независниот синдикат на професионални војници, подружница на МЕСО, Зоран Павловски, доставува список на членови и потврдува дека тие и натаму се членови на тој синдикат, додека Александар Насковски се уште нема доставено потврден список на членство. Откако синдикатот го најави денешниот медиумски настап, министерката побрзала да им закаже средба за во вторник, а од исходот на истата ќе зависи дали ќе излезат на протест.